Почитувани веднаш повестите, стандардно продолжуваме со делот каде што го поканувам во студиото колегата Дејан Андуновиќ и со него ги анализираме актуелните случувања во светот и во регионот. Добро утро, посакувам и за ова утро. Добро утро. Ајде да започнеме со она како што ги заврши вестите. Трамп добива забрана да се кандидира во Колорадо. Што значи ова? Па само се обистинуваат предвидувањата и логиката која имавме сите што ги следиме овие настани во светот, дека Трамп ќе има сериозни, би рекол, сопки за влезот во номинацијата во својата републиканска партија. Имено Трамп, изненадувачки или не, има најголем рейтинг во републиканската партија, кој може би самиот не е некој републиканец, но и како и пред 8 години кога беше од аутсайдер дојде да биде американски претседател и представник на републиканците, така и оваа година очигледно и покрај сите погрешни можеби политики, скандали, малку исмејувања во светот, сепак се уште има голем рейтинг и го потсетам последниот рейтинг во републиканската партија, тоа е дека тој има околу 60% доверба наспроти второпласираниот Десантис, гувернерот на Флорида, кој за многумина беше може би новиот адут на републиканците во трката за претседателската кампања. Тој има само 26, значи голема разликата. Трета е Ники Хејли со 18. Тоа се овие малце позвучни имиња што ги кажувам, иако многумина од нас многу малку знаме кои си што се. Меѓутоа, еве, Трамп има голем рейтинг и сега тој се соочува нели со судски процеси и се предвидуваше дека во трката за номинацијата на кандидатурата на републиканците на трепартиска која па треба следниот ноември да излезе на мегдан со демократскиот представник, тоа ќе биде најверојатно актуелниот претседател Џозеф Бајден, барем така велат, барем така се смета дека ќе биде, ќе видиме, човекот е возрасен, се што може да се случи за овие наредни година дена, но да скратам, Трамп ќе има сопки и еве ги има. Сега има многу зачестени судски процеси по многу основи, нели го обвинува порно звезди, го обвинува изборни нерегуларности, еве сега последно е Колорадо, кои велат дека на гласачкото ливче за пред гласачите за избор на претседател на САД, во државата Колорадо нема да смее да стои името на Доналд Трамп, бидејќи поради своите востанички активности сакаат да алудираат на она што се случи на 6 јануари 2021 година, кога по урдекот на некои балкански држави народ влезе во Конгресот и се обиде да ја попречи прогласувањето на победата на тогашниот и уште актуелен претседател Бајден, сметајќи дека се работи за изборна измама и фалсификат. Што се случи, не знам, како ќе го надминат ова, не знам, што ќе се прави доколку републиканците сепак го номинираат Трамп за претседателските избори, не знам, не го знам доволно уставот и не знам какви им се законите во САД околу тоа и дали воопшто до сега имало такво некакво искуство во изминатата историја на претседателските избори во САД, тоа ќе видиме. Но секој случај вест како вест дека дека името на Трамп нема да може да се покаже, да се појави на гласачкото ливче во сојузната држава Колорадо, сама по себе е вест и ќе видиме што ќе се случува понатаму. Советот за безбедност на Обединетите нации повторно го одложи гласањето за резолуцијата за да се прогласи примирие или прекин на огнот во појасот Газа. Зошто се случува ова и тоа само ја пролонгира војната? Па тоа ние вчера го коментиравме за да се избегне евентуално ставање на вето на оваа резолуција, бидејќи кога се стави вето, веќе таа резолуција не може да оди повторно во процедура, а Советот за безбедност одлучи да ја пролонгира дебатата и евентуалното донесување на резолуција, бидејќи им беше јасно дека една од постојаните земји членки во Советот за безбедност со право на вето Соединетите американски држави ќе стават вето на оваа одлука, па оттаму за да се избегне целата ова пропаѓање на целата процедура се пролонгира. Што ќе се договараат зад кулисите не знам, дипломатски, но јас она што го знам и што одговорно ќе го кажам, иако не звучи како што треба, можеби е тоа што Обединетите нации буквално нивните резолуции не покажа
покажа само форма без суштина, не покажа никакво влијание ни во украинската војна, ни во оваа војна на западниот брег и појас од Газа, ниту пак во ирачката војна и афганистанска пред 10 години, ниту пак во она бомбардирање на СР Југославија тогашна во 90-тите години на минатиот век. Буквално ми се чини дека освен вест дека имало состанок, дека договориле, не договориле, ќе потсетам, донесуваат декларација во ред, се декларираат. Декларациите не се обврзувачки. Донесуваат резолуција во Советот за безбедност на Обединетите нации, иако се обврзувачки повторно никој не ги есапи, што би се рекло, а особено не ги есапат овие постојани земји членки во Советот за безбедност. Сега Соединетите американски држави во случајов планираат да стават вето за прекин на огнот, бидејќи се од страната на Израел отворена. Од друга страна, Русија како постојана земја членка во Советот за безбедност, кога е во прашање Украина или нешто исто така, ќе стави вето и не ги есапи тие одлуки. Така да ми се чини, јас овие вести од Обединети нации речиси не сакам многу да ги коментирам, бидејќи они така направија, ние да ги сметаме дека се помалку важни. Да, само црно на бело, а во пракса ништо не се гледа? Еве, докажано е и генералниот секретар на Обединетите нации Гутереш има една, би рекол, маргинална улога во светската политика, бидејќи ако ја имаш таа позиција, не можеш да влијаеш врз големите сили, се поставува прашањето што е твојата улога. Јас не видов Гутереш да отиде да отпатува во Телавив или во појасот Газа, или да отиде во Киев и во Москва и да ги седне и со својот авторитет да им се наметне. Тој авторитет треба да го има тој, треба да го има, не знам, папата, треба да имат некои институции, но и Обединетите нации као и Европската унија имаат една би рекол трапава администрација која само форма без суштина кажува нешто, а нема никаков ефект. Еве гледаме. Не е тоа моја констатација на дело, не гледаме никакво спроведување на тие резолуции. А во меѓувреме војната продолжува, војната продолжува, се бројат и се зголемуваат. Еве гледаме, сега ќе потсетам во контекст на ова што го зборувам, а не планирав. Еве и Светската здравствена организација која нели се здоби со огромна популарност во време на пандемијата, каде што тамошниот генерален секретар Тедрос, и како ли веќе се презиваше, беше главна фигура во тоа време од светската политика со своите изјави. Еве, само констатираат дека од 36 болници во појасот Газа само 3 работат. И толку е констатацијата, дека има недостигна санитетски материјал и лекови, нема струја и толку. Што Светската здравствена организација направи да оди по оној или Меѓународниот Црвен крст, да оди по своите оние канали, да изврши некакво влијание со својот авторитет на тие што ја прекинале струјата, тие што ги гаѓаат болниците, да им кажат луѓе не гаѓајте болници, нека се криет Хамас, боле да останат тие Хамас него да гинат еве деца во инкубатор, ранети, болни и сето тоа. Значи велам, некако целата таа состојба, таа од секогаш може би била, но не била толку многу јавна како што е сега и за Обединетите нации и за сите. Ќе потсетам дека во 2002 година со нападот врз Ирак на коалицијата на Соединетите американски држави Велика Британија, Советот за безбедност на Обединетите нации не даде дозвола САД и Британија го нападна Ирак, гурна некои велат режимот, некои велат председателот, некои велат власта на тогашниот, некои велат диктатор, некој председател, повторно велам Садам Хусейн, без никаква дозвола од Советот за безбедност. Тогаш Франција се спротистави на таа одлука и без нејзина поддршка тоа го направија, бидејќи стави вето и Франција, нели земја постојана членка на Советот за безбедност. Затоа велам, некако големите си ја тераат играта. Сето тоа они учествуваат во овие дебати, нивни амбасадори, представници во Обединети нации, во Европска унија, во сите овие институции меѓународни, но што и да договорат тие институции, ние ќе ја пренесеме како вест, како медиуми, не како ние, него воопшто целиот свет, а големите си ја продолжуваат приказната. А приказната е следна. Израел продолжува со копнената операција, си ја има зацртано целта искоренување на Хамас, да не постои. Од друга страна, Хамас
возвраќа, планира да се бори, планира да прави гинат луѓе на двете страни, но најповеќе гинат цивили. Од друга страна правам паралела, истото се случува и во Украина. Ти пред малку рече мобилизација на 500.000 луѓе, Зеленски негодува, се уште очекува дека ќе добие некаква поддршка од Западот, иако повеќе од сигурно е дека Западот се помалку планира да помага, бидејќи не може би и не сака, не знам, тоа не можам да го кажам. Од трета страна веќе се поизвестно е дека Путин големата геостратегијата и светската политика ние не ја гледаме во реал тајм, него ја гледаме со задоцнување. Еве веќе доаѓаат од Москва некои најави, не само од Москва, туку светот тоа го пренесува дека следната фаза ќе биде Молдавија и самата молдавска премиерка утринава изјави дека по Украина Молдавија е следната. Путин веќе победи, така и тие велат, самите признаваат и покрај тоа што не може би јавно, неофицијално признаваат. Луѓе гинат, никако јас сега не гледам да отиде некој од меѓународните институции да отиде кај Путин му каже немој Молдавија, таа е во срцето на Европа. Може би па се и нешто договорени. Затоа велам сето ова што го гледаме денеска во меѓународната политика делува како секој си ја тера својата приказна, меѓународното право е суспендирано, силата на појакиот поминува и тоа е тоа. Да, сакав да се надоврзам со меѓународните институции, не сакав да те прекинам, дека од нив добиваме само очигледно статистички податоци, а тоа најмалку ни треба кога се работи за војна. Добро е да се тропне на маса со тупаница и да се прекине барем огнот и жртвите. Јас ќе те потсетам, само извини, пошто почнавме со Трамп, па да го заокружиме. Самиот Трамп, додека беше председател, се закануваше дека ќе престане да ги финансира Обединетите нации, дека ќе престане да ги финансира НАТО. Значи, не знаеме, од една страна ни се сервира светот под контрола, цивилизација, меѓународни стандарди, ние како држава ги почитуваме, бидејќи сме мали. Да сме големи, веројатно и ние не би ги почитувале. Големите не ги почитуваат. Во Европска унија вчера зборувавме Орбан, земја членка на Европска унија, става вето, има своји причини. Зошто? Брисел тука е немоќен. Обединети нации, САД, Британија, Франција, Русија или Кина, ако речат не, џабе се. Може би правдата е од страна на цивилите, но цивилите се жртви, независно кои да се цивили. Не алудирам на палестинци, не алудирам на украинци, зборувам генерално. Тоа што денеска ти се случува тебе, утре може да ми се случи мене, а овие меѓународни институции, освен некои празни изјави што ги гледаме за жал, на теренот нема никаков резултат. Би сакала на самиот крај од овој разговор да ги прокоментираме последните случувања во Србија, пост изборните случувања. Втор протест се случуваше вчера во Белград. Логично, како ќе се развива ова? Да, па јас ќе кажам според официјалните бројки, не можам тука да засемам никаква страна. Историска победа на Српската напредна странка, владеачка и таа коалиција, на републичко, на покрајинско ниво и на локално ниво. Спорен беше малку Белград, се уште е можеби, но тие тврдат дека веќе е договорено и Белград да го добијат. Опозицијата логично се изнагледавме тоа сите овие години, тој што губи се буни, има право да се лути. Дали аргументирано изгубил или неаргументирано, не знам. Имаше и вчера протести и јас мислам дека ќе има протести уште 2 или 3 дена и толку ќе помине сето тоа. Може би е тоа само еден излив на бес, на гнев или на нешто како протест, но генерално Републичката изборна комисија во Србија ќе си го каже своето, ќе почнат да се прават тие коалиции, ќе видиме тоа, ќе го следиме понатаму што ќе биде, како ќе биде. Она што сега можем да го видиме дека одредени опозициони медиуми во Србија, тоа се N1 и Нова РС, веќе од утринава критикуваат и негодуваат дека имаат забранет пристап во Републичката изборна комисија за да можат да известуваат. Јас не ја гледам втората страна се уште, па не знам дали е тоа вистина или не, тоа во текот на денот ќе го следиме. Се на се во поурнекот на балканските народи, но и очигледно е заразно па и во светот, тој што губи секогаш се обидува да обвини ние сме подобри,
добри, ама вие не украдовте и заради тоа ние изгубивме и затоа ние сега ќе протестираме. Овака симплифицирано речено. Да, ќе видиме какви ќе бидат случувањата, секогаш завршувам со Па, тоа што отприлика слободен јас печат. очекувам дека после 2-3 дена се тоа ќе се смири и у наредните дебати до следните избори во Србија, овие што се опозиција, што ќе опстанат бидејќи многумина ќе морат да се заменат од политичката сцена, ќе велат ете тогаш нас не украдоа инаку ние ќе бевме власт. Веќе видам сценарио. Секако преку Слободен печат ќе ги дознаеме сите актуелности први. Благодарам што беше јутринава заедно со нас. Почитувани, продолжуваме со нашата прва гостинка за оние кои што подоцна се вклучуваат. Потсетувам, овде е жената на годината за 2023 година. Нашата прва гостинка е директорката на Охридско лето Наташа Петровиќ, што неа ќе разговара колешката Сонја Танеска. Останете со Слободен печат.